Се уште не иде откупените количини тутун од ланската реколта и огромната неизвестност околу потпишувањето на новите договори за годинашната, денеска по кој знае кој пат на улица ги изваде македонските тутунари, кои огорчени и разочарани тврдат дека оваа откупна кампања била најкатастрофалната досега. Крајно загрижени дека околу 2 милиони килограми тутун, кои се уште се наоѓаат по тутунските амбари, ќе им останат дома, тие денеска 2 часа го блокираа патниот правец Прилеп-Градско. Апелирам до откупувачите и до владата. Час поскоро да се дооткупи тутунот кој што не е купен, во најскоро време да се поделат амбалаж за истиот и да почне да се откупува тутуно по правилата и прописите кои што се откупуваше во редовниот откуп. Значи да биде по класи и одбиток од 5% како што беше договорено со откупувачите и Министерството за земјоделие. Субвенцијата да изнесува 90 денари по килограм за сите класи на тутун што се откупени, плюс 5 милиони кои што ги вети од петтиот пакет, петтиот ковид пакет, вкупно да дојде до 100 денари. Македонските тутунари стравуваат дека ќе имаат проблеми и со склучувањето на новите договори, заради што сите новоформирани здруженија, кои се 5 на број, здружени излегуваат со заеднички барања. Да се укине во целост и безусловно членот од законот кој дозволува увоз на суров необработен ситнолисен тутун. Зголемување на цените по класи за до 25% и за одначување на цените во сите откупни предпријатија. Во правилникот за тутун бараме зголемување на килограмите по единица декар од 220 килограми наместо досегашните 185 килограми. Бараме долно среден лист без мани оштетувања со големина до 16 сантиметри да влези во втора класа. И откупната организација да не склучува договори на помала количина на договорите од преходна реколта. Доколку и овој пат надлежите се оглушат на овие барања, тутунарите се заканија дека ќе продолжат со протестите и блокадите. На денешниот двочасовен протест и покрај поканата до сите пратеници, тутунарите единствено поддршка добија од прилепскиот пратеник од ВМРО ДПМНЕ Петар Ристевски.